Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Власта и СДСМ со откажувањето на продажбата на акционерско друштво Славија ја признаа вината. Сакаа да ја продаат на криминален начин, за без пари, да си ја присвојат и потоа да профитираат во милионски суми. Едноставно, да се дообогатат преку ноќ одредени луѓе кои што би ја купиле. Нормално тие луѓе се блиски до СДСМ и до власта. ВМРО-ДПМН заедно со граѓаните спречија продажба на АД Славија на криминален начин и со тоа спасија за државата и граѓаните 20 милиони евра во имот. Почитувани граѓани, продажбата сакаа да ја направат на незаконски начин, без проценки, без реални вредносни суми на имотот и, она што е најинтересно, во вакуум период помеѓу смена на две гарнитури од СДСМ и непосредно неколку денови пред новата година, мислејќи дека никој тоа нема да го види. Така не може, така може да си препродаваат само штабови во СДСМ и имот на СДСМ. Особено сакам да им честитам и на вработените на АД Славија, кои одлучно покажаа пркос и поддржаа Славија да не оди на продажба на ваков криминален начин, каде што ќе бидат оштетени. Да подсетиме, сака да ја продаат Славија за 218.535 евра со имот и реални земјишта кои што вредат над 20 милиони евра, со годишни приходи од 50 милиони денари и со пари на сметка кои што во моментов се оперативни. Сега, откако ја повлекува оваа криминална продажба во најава, која што не се случи за среќа наша и на граѓаните, откако им ги помативме сметките и намерите, уште веднаш бараме оставка од Фато Насани, директорот на Агенцијата за одземен имот, бидејќи ова не му е прв случај каде што сака да распродаде имот кој што е под негова ингеренција на блиски луѓе на СДСМ, нормално обезвреднет за многу ниска цена. Фато Насани е еден од луѓето кој што беше најгласен за продажбата, можеби не по негова волја, по нечија нарачка, но тој е еден од луѓето кој што беше најгласен, најревносно се бореше и ја бранеше продажбата на овој криминален начин и мора да си даде оставка за овој случај, мора да се повлече, бидејќи со повлекувањето на продажбата тој ја призна вината за овој криминал кој што требаше да се случи. Како политичка партија покажавме дека стоиме на страната на граѓаните, дека немаме ама никаква намера да калкулираме со криминалот и како и сега, така и во иднина, ќе бидеме рамо до рамо со граѓаните, штитејќи ги нивните интереси. Ние, како ВМРО-ДПМН, имаме јасни намери и цели и принципи да расчистиме со секаков вид на криминал. Тоа го покажавме дури и сега во опозиција. Сакам исто така да ги потсетам и дел од институциите, како например антикорупцијската комисија, која што најверојатно се уште не стигнала до нејзи информација или не знае дека власта сакала да ја продаде АД Славија, најверојатно затоа што по цел ден играат видеоигри во институцијата, наместо да се борат против криминалот. Исто така да потсетам и на молкот на пиунчето на Зоран Заев, Димитар Ковачевски, кој во ниту една прилика, излегувајќи секојдневно по медиумите, не најде време да го искоментира овој криминал во најава и да побара да биде спречен, иако се крена како сериозна тема во јавноста. Наместо тоа, праќаат деца на пресконференции да ги штитат нивните криминални бизнис интереси. Тоа покажува дека им е дојден крајот и дека на изборите ќе изгубат со огромна разлика. Со тоа, исто така, Димитар Ковачевски покажа и докажа уште еднаш на самиот почеток од преземањето на функцијата, дека е ист како Зоран Заев, дека ги има истите вредности и принципи, дека го интересира и него заштита на криминалот и дека ќе ги следи во иднина патеките на Зоран Заев. Почитувани граѓани, почитувани господа од СДСМ и од власта, вака држава не се води. Затоа, на предвремените парламентарни избори ќе бидете сменети сите на куп. Благодарам. Сега би сакал да одговорам на едно прашање пристигнато од Националниот сервис Македонска радиотелевизија. Вели вака: новиот претседател на СДСМ Димитар Ковачевски се пофали дека успешно се справиле како влада со економската криза, спасиле 60.000 работни места и така натака. Ваш коментар околу ова?
Димитар Ковачевски може да се фали колку сака. Тој ќе остане како еден од министрите, односно заменик министер кој што учествувал во економски најнеспособната влада, а со тоа покажува дека и самиот тој не е способен во насока на водење на економска политика. Тоа расфрлање на бројки од ракав 60.000, 30.000, 120.000 не се поистоветува со реалноста која што вели дека граѓаните секојдневно живеат во мизерија, живеат одредени семејства со само евро и пол до 2 евра на ден, тоа го покажуваат официјалните статистики. Ако ги земеме рангирањата на еминентните светски ранг листи за економија, ќе видиме дека Република Македонија изминатија 2 до 3 години паднала на буквално сите ранг листи најдолу. Тоа е благодарение на овој економски тим на Зоран Заев, каде што нормално многу значаен дел е од него овој човек Димитар Ковачевски, кој што се расфрла со бројки, се фали и доколку е во најдобра насока економија ја спасиле, немало да се отпуштаат луѓе од работа нормално или да се праќаат на принудни одмори, како што тоа сака да го направат во АДЛМ, каде што при тоа имаме во држава сериозна енергетска криза, која што многу скапо ќе ги чини граѓаните. Така да овој човек не може да се фали со економски успех како влада, односно како човек, и при тоа не може да се пофали со ниту еден, ама буквално ниту еден проект како влада и економски тим кој што го формирале, односно го реализирале, затоа што и тие проекти кои што им останаа претходно не можеа да ги довршат. Благодарам.